Новото истражување открило дека човечкиот мозок содржи количина микропластика еквивалентна на една лажица, а кај лица со деменција таа е дури 3 до 5 пати повисока во споредба со здрави лица. Студијата анализирала мозочно ткиво од 52 примероци собрани помеѓу 2016 и 2024 година, при што таа потврди дека честичките се акумулираат во мозокот во концентрации и до 30 пати поголеми од оние во црниот дроб и бубрезите, покажувајќи дека крвномозочната бариера не успева целосно да ги блокира. Покрај внесот преку амбиентално загадување, новата анализа исто така укажува на директна врска помеѓу ултрапреработената храна, која обично се пакува во пластика, и нивоото на микропластика во мозокот, што има потенцијал да доведе до воспалителни процеси, нарушување на невротрансмитерите и когнитивни пореметувања како депресија и деменција. Експертите предупредуваат дека, иако причинската врска се уште не е докажана, комбинираното влијание на пластиката и ултрапреработената храна може да создаде коктел со штетни ефекти врз менталното здравје. Истражувачите исто така препорачуваат мерки за намалување на изложеноста, како што се избегнување на пластични садови и микробранова употреба на пластика. Шакшука е едно тавче полно со јајца, домати, пиперки и зачини, кое се подготвува за само 25 до 30 минути, совршено за летните месеци кога сакаме лесен и хранлив оброк. Ова јадење комбинира богатство од белковини, антиинфламаторни зачини и изобилство зеленчук, обезбедувајќи хранлива и заситна опција која ќе ве држи сити без преоптоварување. Рецептот е едноставен. Се сечкаат кромит, пиперки и лук, се додаваат домати и се динстаат околу 25 минути, пошто се кршат јајца директно во тавчето и се поклопува за да се згуснат белката, додека жолчката останува кремаста. Шакшука е флексибилен оброк, може да се надополни со спанаќ, чорица, јогурт или сирење како фета, со што се зголемува нутритивната вредност и се прилагодува на личните вкусови.